Еколошка катастрофа која ќе го уништи целиот воден свет. Вака токсиколозите го коментираат зголеменото присуство на цијанид и олово во Крива река, откако отпадната вода од рудникот Ораница се слеала во реката пошто добила сива боја. Доктор Беќаровски апелира до граѓаните да не ја консумираат рибата од реката, затоа што може да има смртни последици. Дали е опасен воздухот и почвата, зависи од концентрацијата на цијанид која треба да ја покаже извештајот. Самата појава на цијаниди е еден од најсмртоносните отрови, кој што е познат веќе со векови наназад. Инаку он делува на клеточното дишење, односно спречува кислородната размена да влегува во клетките и со самото тоа ги убива и клетките. Со оглед дека се наоѓа во река, веројатно првен ќе делува на целиот жив свет што се наоѓа во реката. Значи тоа ќе биде една еколошка катастрофа. За среќа, колку што ја знам, водата од брегалница не се консумира, така што мислам дека во однос на населението не би требало да има директни штети, освен секако ако не се лови таа риба која што ќе биде загадена со овие цијаниди. Почвата секако дека во околината каде што ќе плави рекава ќе има концентрации, меѓутоа сепак се зависи од висината на тие концентрации. Тука веќе може да зборуваме и за оловото кое што го спомнавте дека го има, кое што исто така ќе се наталожи и преку земјата ќе може после тоа да се внесе во организмите. Меѓутоа тоа ќе биде некоја локална реакција која што би се очекувало само во близина на речната корица. Градоначалникот на Крива Паланка ќе бара кривична одговорност од компанијата која стопанисува со рудникот по направените анализи на реката кои покажале за 10 пати поголемо присуство на олово, но и голема концентрација на цијанид, фосфор и азот. Според ова лабораториско истражување од акредитираната лабораторија, концентрацијата на олово во Крива река е зголемено за неверојатни 10 пати повеќе. Дополнително, за неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанид, фосфор и азот во Крива река. Во ризик е ставен и сточниот фонд, кој што исто така се напојува од овие неколку реки, кој што пак индиректно се става во опасност и животот и здравјето на луѓето кои што ќе ги конзумираат овие земјоделски или сточарски производи. Митовски го обвини Државниот инспекторат за животна средина дека не постапувал навреме и законски. Од инспекторатот пак со одговор, компанијата е казнета со 200.000 евра поради сторен прекршок од трета категорија. Од еколошките здруженија и СДСМ бараат јавното обвинителство да отвори истрага за овој случај. Најалармантно е што постојат сериозни сомнеши дека државните институции, пред се инспекторатот за животна средина, свесно прикривале информации и намерно ја дезинформирале јавноста, иако биле обврзани по закон веднаш да земат премероци и да утврдат присуство на опасни хемикалии во водата. Тоа не било направено. Наместо анализа било објавено дека се излеала само вода, што е тешка лага со можни кривични последици, велат од СДСМ. Од иницијативата О2 бараат и Инспекцијскиот совет и Министерството за животна средина да го испитаат делувањето на инспекторите, но и да се одземе лиценцата на концесионерот, а од Зелен Хуман град со барање јавно да се објават извештаите од Државниот инспекторат и од независната лабораторија, а обвинителството да го гони сторителот. Од компанијата која стопанисува со рудникот пак негираат дека водата која истекла од пукнатата цевка содржала опасни хемикалии. Водата од цевководот за јамска вода, освен природни механички нечистоти, мобилизирани од поројниот тег, не содржи никакви хемиски или друг вид супстанции материи, кои се резултат на технолошкиот процес од флотацијата на рудникот Ораница. Апелираме да не се шпекулира или цитира со неточни информации и инсинуации, со што ќе се спречи создавање на лажна слика поврзана со овој случај кај јавноста. Дополнително бараме сите надлежни органи и институции да постапат во правец на изнаоѓање на вистинските причинители на еколошка катастрофа, доколку се утврди дека таа навистина постои, велат преку соопштение од Булмак. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.